Добре, криптоентузијасти, денеска ќе разговараме за Toncoin, кој што е практично проект на Telegram. Знаете и сами, Telegram е еден од најголемите социјални чатови. Ќе поразговараме малку и околу тоа нормално, со оглед на фактот дека Toncoin треба да биде практично многу блиско поврзан со Telegram заедницата. Значи, секој образ доложиме денеска, нормално знаете и сами. Ова е уште еден од низата на коини кои што моментално ги работиме. Само за оние кои што се нови на каналот, значи на нашиот канал може да најдете во Community Tab. Често се случува да правиме практично гласање. Само момент, значи на нашиот таб. Значи на нашиот канал, на Community Tab може да најдете гласање во однос на нови коини кои што треба да ги работиме. Ова беше претходното гласање, ова е од последен коин од предпоследното. Со тоа што со Toncoin практично го завршуваме овој блок на коини. Секогаш даваме малку време со тоа што ќе направиме ново гласање со нови 4 коини во текот на денешниот или утрешниот ден, каде што ќе може како што е во оваа ситуација да гласате кој од овие проекти би сакале прв да огледате и според гласовите ги обработуваме постепено. Така да што може видите, ова е последниот од претходниот. Сега ќе ги обработиме овие со тоа што оваа е грешка, значи ќе бидат Phantom, Arbitrum па Optimism и ќе продолжиме со нов блок кој што ќе може наскоро да го најдете. Ние најчесто тоа го објавуваме во шорт видеа, исто така правиме ваков блог за гласање и на криптовалути Македонија. Така да следете го нашиот канал за да знаете што следно би дошло нели во однос на оваа плейлиста, во однос на ова да речем посебна плейлиста која што работиме за истражување на кои. И само мало напоменување, значи на нашиот канал исто така или во плейлисти или доколку прочнете да скролате надолу, може да најдете практично плейлисти, како што е анализа на коини и токени, каде што ќе ги најдете сите овие коини кои што моментално ги работиме. Ако не се лажам, ова е веќе 32-тиот или 33-тиот токен, така да во оваа плейлиста може да ги најдете сите кои што досега сме ги обработили. Со оглед на фактот дека тоа ќе бидат топ 100 по market cap коини, потоа ќе продолжиме и со некои помали, да речем, по market cap коини нормално, кои што покажуваат доста потенцијал. А во истата оваа плейлиста понатаму планираме и да имаме видеа со надградби и со потенцијални новитети за овие коини кои што веќе сме ги обработиле како основна технологија. Така да ова е со цел да имате датабаза врз која што ќе може да истражувате доколку некои од овие коини токени ви се допаѓаат, а и да научите како да направите собствено истражување. Сега, за почеток, верувам дека се запознати, Telegram е една од најпознатите социјални платформи во светот, со тоа што е, значи, помеѓу 21-те топ социјални платформи. Сега овдека не е само за чат, туку ова се генерално социјални платформи. Во 2023 година можеме да видиме дека истите се наоѓаат во топ контрибуторите. Значи, пето е Виче, TikTok, Сина, кој да е тоа претпоставам некој кинеска QQ, и Telegram е на 9-то место со 550 милиона практично корисници. Сега, ова е многу битно. Зошто? Затоа што овие датабаза на корисници и потенцијални клиенти кога би имале некаков тип на блокчейн производ. Тоа е во однос на во оваа ситуација во оваа ситуација на социјални платформи, а додека кога станува збор за чатови, посебно, значи messaging apps или чатови, во последната година, че ова е од јануари до декември 2022 година, гледаме дека Telegram е еден од најдобрите перформери. Значи може да видите дека се вбројува во најдобрите помеѓу WhatsApp, Messenger, исто така и Telegram. Потоа можеме да видиме и по monthly users, значи 763 милиона корисници во месец, тоа е огромна бројка, тоа што верувам дека ова е веќе изголемено во 2023 година, дури и нели во однос на отварање на публикацијата во текот на денот, како и да е. Значи гледаме дека на вистина Telegram се покажува како еден од најголемите, како и најбрзо растечките социјални платформи и социјални меседжинг апликации. Од тука потекнува и Toncoin. Сега, зошто е толку популарен Telegram? Значи, една од причините поради која што е популарен е приватноста. Односно, има висок левел на енкрипција и ваквите чатови не може да бидат пробиени од страна на најчесто авторитети, така да тоа е многу битно, а дополнително се нецензурирани, за разлика од останатите. Значи, Telegram не поседува труд-сикери, се разбираме, не поседува вистиномерачи и сето оно што сакаат луѓето да го споделуваат без цензура, што е многу битно во денешно време, затоа што ретко може да се најдат медиуми како Telegram, како Twitter, каде што луѓето може да споделат било каков тип на
да речем, контент без цензура. Нормално сега, не спомнувам дека треба ние да споделиме нешто што е комплетно надвор од социјалните норми, зборувам она што моментално е забрането во забавниот свет, како пример сега зборувам, моментално е забрането во забавниот свет, да се спомнува било каков тип на информација од страна на руската страна на војната во Русија и Украина, во Телеграм тоа не е случај. Така да може да се приклучите на различни групи кои што нудат соодветни информации и истите се нецензурирани. Значи тоа е доста битно ако сакате да го земете во предвид кога би користеле одредена социјална мрежа или меседжинг ап. И дополнително би напоменал дека на вистина, според одредени информации кои што јас ги поседувам, енкрипцијата која што ја поседува Телеграм е доста висока и не може да биде лесно пробиена дури ни од авторитети. Зборувам државни авторитети. Сега, Toncoin самиот по себе доаѓа од The Open Network. Тоа е уствари името кое што скратено се нарекува Toncoin, и истиот е буквално производ на комјунити на Telegram. Значи самата заедница на Telegram го развива овој проект, со тоа што истиот ја има и underlying технологијата која што ја поседува самиот Telegram. И креаторите на Telegram се воедно и практично креатори на Toncoin. Значи тоа се двајцата браќа кои што овде се спомнуваат, само да видам каде беше делот со. Значи оригиналниот тим, тоа се Николај Дуров и Павел Дуров, тоа се двајцата браќа кои што практично основаат Telegram групата, истите се наоѓаат и во основачкиот тим на Toncoin. Сега малку околу тоа имаме некои неубави работи кои што ги исполнувам малку подоцна во однос на тимот, но тоа е малку подоцна. Сега ќе се вратиме на основните работи околу проектот. Знаете и сами дека секогаш кога обработуваме одреден проект, го обработуваме по 6 одредени точки, кои што се веќе предодредени во сите наши видеа. Тоа се основните прашања кои што треба да ги одговориме со цел да видиме што се овој практично проект нуди за нас и нели дали истиот би бил или не дел од нашето портфолио. Односно одговарањето на овие прашања ни дава појасна слика за самиот проект и дали истиот е добар или лош во однос на тоа дали ќе се најде во нашето портфолио. Сега, започнувањето на овој проект датира уште од 2019 година, кога истиот практично спровел ICO, Initial Coin Offering, кој што е запрен од никој друг, ако не комисијата за хартија, вашата пријателска комисија за хартија од вредност. Значи, во овој ICO се собрани околу 1,7 билиони долари, но за жал поради запирањето на самиот ICO се запира целосно самиот проект Toncoin и поради ова значи практично средствата се вратени на оние кои што инвестираат. Сега, потоа практично многу паметно направиле, ќе поразговараме, направиле практично pre-mining, односно майнинг на истата оваа количина на токени кои што сакале, тоест коини кои што сакале да ја ослободат директно преку IPO. Ќе ви го објаснам тоа малку подоцна, но само чисто да образложиме, значи ваквиот проект откако е запрен во 2021 година, истиот е рестартиран во 2019, а рестартиран во 2021 година и тоа со локација во Дубај, каде што на почетокот, значи со самото отварање на овој проект се собрани околу 16 милиони долари иницијален капитал, а потоа имаме уште 3 рунди на капитал практично прибирање во 2021-та околу 6 милиона, 2022-2023 10 милиона и последниот се уште немаме точно бројка колку. Со тоа што ова не е ICO, знаеме дека официјално Toncoin не представува нели практично ICO проект, туку ова се приватни компании кои што сакале да финансираат, да инвестираат во самиот проект. Значи Runa Capital, RTP Global, DWF Labs и Musk Network. Тоа се значи основните компании кои што се практично иницијални инвеститори во Ton проектот. Сега, што се случило откако ваквиот ICO пропаѓа? Значи ICO пропаѓа и сите овие пари морале да бидат вратени назад. Но и понатаму иницијалната количина на токени и понатаму е распределена на основни мајнери во оваа ситуација, а како е тоа направено? Значи самиот Ton, The Open Network, е практично споделен во различни, значи ова е како буквално го направиле тоа, значи 98,55% од целосниот supply на Toncoin, кој што во оваа ситуација можеме да видиме дека е 5 билиона, е практично споделен, само да видам каде беше историјава, споделен преку Initial Mining, преку POW. Значи така и се нарекува Initial Proof of Work,
со тоа што во оваа ситуација истиот е спроведен само за да биде направено истото што е направено и со биткоин, односно целиот supply да биде измајнат од овие практично мајнери кои што се пријавиле на самиот почеток, а тоа е јуни 2020 година. Значи мајнањето траело 2 години до 28 јуни 2022 година, кога практично на ден, верувате или не, значи овие POW, Proof of Work майнери, копале дури по 200.000 тон на ден, верувале или не, со тоа што ако погледнеме дека моментално цената е 1,44 на 1 тон коин, можеме да забележиме дека ова станува збор за голема количина на тон коини и голема количина на пари која што е измајната практично од овие први копачи. Со тоа што копањето е завршено, како што кажавме, на 28 јули 2022 година и целата количина на тон коин е практично измајната од страна на овие POW кои што сега се практично китови на мрежата. Како идеја? Идејата е дека на тој начин се прави иницијален ICO без при тоа да биде прибран кеш. И поради оваа ситуација практично доаѓаме до момент каде што откако сите овие коини се измајнати, се уведува POS. Значи ова е првиот успешен проект во кој што имаме успешна соработка помеѓу POW и POS блокчейните, со тоа што POW блокчейнот верували не и понатаму постои. Значи имаме моментално практично, само да видам каде беше тој дел. Значи POW и понатаму дел од оние кои што копале на почетокот продолжуваат да копаат со цел да помогнат на одржување на сигурноста на мрежата, но тоа е само про боно, значи за ова нешто не се платени. Додека POS настапува во моментот кога завршува POW, тоа е како што рековме во јуни 2022 и од тој момент па натаму имаме иницијална инфлација на самиот тонкоин од 0,6% на годишно ниво, со цел истиот да биде POS и да имаме, значи ево, тоа е инфлацијата од 0,6%, односно 0,6% од вкупната количина од 5 билиона токени на годишно ниво се даваат како стейкинг награди на сите оние кои што учествуваат во POS самата мрежа. Значи, со ова можеме да видиме дека Toncoin самиот по себе поседува свој блокчейн и генерално сега моментално представува POS блокчейн, значи иако нели започнат како POW, значи самиот поседува комплетно свој блокчейн и ова е коин, значи ова не е токен. Сега, во однос на тоа што сака истиот да направи, имаме едно кратко клипче каде што се објаснува која е целта и која е основната апликација на Toncoin. Значи тоа е уствари првото прашање кое што треба да одговориме, која е неговата цел за која што постои и кој е проблемот кој што се обидува да го реши. Значи нивната, морам да признам дека нивната идеја е доста голема и мораме да видиме дали се ќе биде успешно со оглед на фактот дека има доста проекти кои што се обидуваат да го постигнат истото. Значи проследете и јас ќе преведувам како они објаснуваат. First, computers operated separately. Then some engineers connected two computers. Then there were 3, 4. So the internet was born. The internet has revolutionized our lives. A decade ago, decentralized blockchain technology emerged. By now, there are many different blockchains, but they are all loosely connected with each other and the rest of the world. There are Значи, како што можеме да видиме, до сега авторот се обидува да направи една кратка историја во однос на тоа дека нели на почетокот бил интернет со поврзување на 2, 3, 10.000 компјутери, а потоа нормално настапува блокчейн кој што практично ја враќа приватноста на луѓето назад од оние корпорации кои што моментално ви ги прибираат средствата. Со тоа што овде кажува дека сите овие блокчейни постојат, но се засебни мрежи кои што не се директно поврзани една со друга, туку се лусни, како што не рекол он, односно станува збор за оние бридж поврзување еден со друг, кои што се на некој начин доста проблематични затоа што мора да бидат уникатни за да бидат поврзување од еден до друг блокчейн. cons and pros to both. The internet is fast and user-friendly. It has become a staple in our day-to-day life. Corporations collect user personal data, but we are almost okay with it, aren't we? Сега, значи овде кај оној дел кој што се обидуваат практично они да го решат, не само они, туку и многу други проекти, како што е на пример Atom или Avax, со тоа што гледаме дека денешниот интернет е целосно централизиран и е лесен за употреба затоа што е упростен за секојдневниот човек. Затоа и овде објаснуваат дека најчесто практично самиот блокчейн е доста збунувачки и е доста така речено скап за да го имате приватно, така. Но додека во обратна ситуација, она што го објаснувам моментално, интернетот моментално се базира на прекупување информации од вас и продавање на големите корпорации. Тоа е она дефиниција која што важи на интернетот дека доколку нема
цена на оно што моментално го правите или пак нема продукт кој што се обидуваат да ви го продадат, тоа значи дека вие сте продуктот. Моментално за интернетот вие сте продукт. Така да, тоа е тоа што моментално блокчейн се обидува да го реши, односно да биде по-сигурен и по-приватен. Thanks to full decentralization, blockchains restore the lost freedom and security, yet they are a little bit lazy at times. Тоа што го објасниме, значи до сега дека едноставно самиот блокчейн вие враќа приватноста, но како што вели за сега се малку на некој начин мрзливи самите блокчейни односно во однос на надградувањето нормално. Ton, the open network. Revolutionary technology introduced by the Telegram team and continued by the open source community. Ton can pull together scattered blockchains and the internet to build the next generation global network. Сега, оно што ние го најавивме дека самиот Тон потекнува од основниот тим на Telegram, а потоа се развива како open source code, што значи дека било кој може да даде предлог за надградба на Toncoin со додавање на скрипта на, понатаму ќе разговараме на DAO на Toncoin. Значи Toncoin поседува собствен DAO, Decentralized Autonomous Organization, кој што одлучува за тоа како понатаму ќе се развива овој проект. Значи, како што можеме да видиме, од досегашната најава станува збор за блокчейн кој што треба да представува мост помеѓу сите останати блокчейни. Тоа е нивната идеја. Ton is designed as a blockchain of blockchains. It means it can be scaled up to admit more transactions and users, as well as to unite different blockchains. Ton components will help connect decentralized networks. Сега, он тоа што го објасни на почетоков е дека самиот е направен буквално да биде доста scalable, односно да може да се шири се повеќе и повеќе. Со тоа што сега значи гледате, најавува не е само самата scalability која што ја поседува Ton блокчейнот, туку има и собствени, како што можеме да видиме, различен тип на апликации кои што моментално ја надградуваат функционалноста на Ton блокчейн. Значи имаме Ton Storage, кој што може да биде користен за било каков тип на storage, значи онлайн storage, Ton Sites, тоа се основните страни кои што моментално ги поседува Ton, Ton DNS, ова ни е практично the name server, значи практично ова е decentralized name server кој што ви дава да имате исто како што е Ethereum name service-от, значи да имате собствени имења, за тоа ќе сме разговарале, може да го погледнете, proxy services и Ton payments, значи ова се практично дополнителни услуги кои што ви ги нуди самиот Ton блокчейн. Networks and the internet. In tech terms, a smart contract from one blockchain will be able to exchange data with smart contracts from the other blockchains, as well as to access files and websites. The world Со тоа што можеме да видиме дека идејата на Toncoin е практично да ги поврзе смарт контрактите едни со други и дополнително да ги поврзе со самата интернет. Зборуваме сега, значи ова е втората генерација на интернет апликации. The world was not the same after two computers got connected to give the start to the internet. Today, Ton is to bring in similar changes by uniting the internet and blockchains. New protocol, new opportunities, new... Сега, да се вратиме на онаа ситуација која што веќе ја опиша, значи практично нивната идеја е, како што кажавме, да се поврзат сите блокчейни. Сега, зошто толку многу проекти ја имаат истата идеја? Значи Avalanche, Atom, Quant и останатите. Затоа што поврзувањето на блокчейните едни со други е еден од главните проблеми кои што блокчейните го поседуваат. Станува збор за офлайн системи кои што се поврзани еден со друг, но не и помеѓу себе. Значи офлайн, станува збор за офлайн затоа што не се помеѓу себе поврзани. Поради оваа причина знаеме дека кој да е оној протокол кој што ќе биде масивно прифатен да го реши овој проблем, ќе биде тој што ќе земе еден од најголемиот маркет кап на сите проекти надвор, затоа што практично успеал да создаде конекција помеѓу сите проекти. Затоа и гледаме дека има доста проекти кои што се обидуваат овој проблем да го решат. Сега, дали ќе биде тоа Toncoin или Avalanche или Atom или не знам Quant, останува да видиме. Но ова е еден од компетиторите во таа категорија. Сега јас ги проверив сите категории моментално во CoinGecko, но за жал значи самиот Ton не спаја ниту во Layer 1, ниту во Layer 2, ниту во смарт контракти, за жал не е вкрстен ниту во еден од овие, а спаѓа во сите тие, затоа што Toncoin самиот за себе е практично Layer 2 и Layer 1 и дополнително има смарт контракт capability, со тоа што за разлика од останатите кои што моментално ја копираат Ethereum Virtual машината, Ton Network поседува своја Ton Virtual машина. Така да тоа е доста добро достигнување. Сега, ќе навлеземе постепено со оглед на фактот дека никогаш не успеаме да ги одговориме еден по еден нормално, затоа што некои од овие проекти се доста комплицирани,
Така да ќе влеземе постепено како нели се движиме, така ќе објаснуваме се што можеме да најдеме за вас. Сега тоа е во самиот принцип основата на тоа што уствари се обидува Тон да постигне. Со тоа што можеме да видиме дека поголеми, рековме дека сите коини се моментално измајнати. Сега тоа околу токеномија за кој што ќе разговараме на крајот, затоа што имаме малку зборувачки моменти каде што имаме само 1,4 билиони во циркулација, а 5 тотален supply, а се кажува дека сите биле измајнати уште на самиот почеток. Така да мораме да се прашаме што уствари се случило со оние да речам 3/4, 3/5 практично кои што ни недостасуваат во самиот circulating supply. Значи за тоа малку подоцна кога ќе дојдеме до токеномикс, но сега постепено да објасниме се што имаме да кажеме во однос на Toncoin. Сега, самиот Toncoin рековме дека моментално POS, односно Proof of Stake, и истиот има валидатори што се уствари нодови на мрежата кои што ги практично ја држат сигурноста и ги одобруваат трансакциите една по една. Че ова е на некој начин мал таймлайн за тоа како истиот се движел, кој што веќе го објаснивме нормално. Сега, можеме да видиме дека моментално имаме огромна количина на staked тон, што е доста добро. Значи од моменталната циркулациона количина која што е 1,4 билиони, можеме да видиме според оваа статистика дека 400 милиони се под стейк од страна на самите валидатори. Тоа значи дека голем процент од онаа која што е во циркулација е заклучен во стейк. Односно има доста голем TVL, Total Value Locked. Тоа е добро затоа што на тој начин ни помага колку поголема количина од оние кои се во циркулација се заклучени, толку е посигурна мрежата и помал потенцијалот за пад на цената. Сега, ова е колку моментално акаунти држат Тон, тоа се 3 милиона акаунти, што е сосема солидна големина, и како што рековме, значи 0,6% е annual inflation rate, односно за 0,6% се зголемува купната количина на токени на крајот на годината, со тоа што сега моментално има нешто ново, кое што само што го постигнаа во јуни месец, а тоа е burn механизам кој што ќе го направи дефлационен, за тоа ќе поразговараме малку подоцна. Сега, во однос на неговите основни критериуми, односи вредности кои што ги има, значи ова се некои вредности кои што моментално ги поседува Toncoin на самиот блокчейн. Значи, како што кажавме, processing fee for transactions in smart contracts, значи како и секој блокчейн и самиот поседува фи кој што се плаќа за секоја трансакција. Payment services provided by apps built on the platform, значи Toncoin самиот по себе поседува DeFi дел, каде што можеме буквално да го користиме за плаќања, значи за тоа малку подоцна кога ќе поразговараме за неговиот само да видам каде беше за неговиот екосистем. Значи гледате, има различен тип на апликации кои што ги имаме на самиот Toncoin. Потоа имаме cross-chain transaction fee, затоа што, како што кажеме, главната цел на самиот Toncoin е да ги поврзе различните блокчейни, со тоа што сега веќе се иницијално започнати, има неколку мостови и за тоа ќе поразговараме кога ќе дојдеме до roadmap-от. Toncoin is integral Ton's on-chain governance program. Значи, како што кажеме, Toncoin поседува свој DAO, односно Decentralized Autonomous Organization, кој што одлучува за сите негови одлуки понатаму, што е многу добро. Колку подецентрализиран е одреден проект, толку е помалку склон кон потенцијален напад од страна на авторитети како што се влади, не знам, комисии за хартија од вредност и слично. Payment for blockchain-based domain names, значи, ево тоа што кажаме, значи domain names поседуваат самите по себе, кои што може да ги користите, нели, наместо да имате wallet, може да имате domain name кој што ќе биде замена за вашиот wallet, затоа што се најчесто доста збунувачки кога станува збор за значи праќање и примање на одредени средства по Toncoin. Сега малку ќе поразговараме за валидаторите, тоа е последниот дел, односно дека е потребно нели да имаат одреден стейк, тоа е поентата на POS во самата мрежа за да им биде дозволено да верифицираат трансакции, payment for Ton proxy и payment for data storage decentralized. Значи гледаме дека имаат proxy сервер и дополнително имаат свој data storage, децентрализирана data storage, што е доста добро, но искрено не сретнам некои посебни информации во однос на овие две. Сега ќе се посветиме малку на валидаторите. Значи, како што кажаме, станува збор за POS мрежа, што значи дека секој од нас може да стане валидатор, со тоа што треба да има одредена количина на Toncoin практично заклучена, со цел да може да му биде дадено право да биде валидатор. Сега, било кој може да стейка
своји тон коини со минимална количина на тон коини од 50. Значи, доколку имате 50, може практично да стейкате на мрежата на тон коин, со тоа што ова е практично делегирано кон поголеми пулови. Значи, може да видите и оператор на пул, каде што ви се потребни минимум 10.000 тон. Значи, овдека добивате малку поголем стейк, за разлика од оние кои што стейкаат директно, нели, со само 50 тон и повеќе, и нормално валидатор со повеќе од 300.000 тон. Сега е малку конфликтна информација, затоа што овдека стои 300.000, а овдека во моментот каде што ви е потребно практично, колку ви е потребно за да бидете валидатор, стои 400.000. Што значи дека овдека во овој дел се сите информации за тоа како да станете валидатор. Јас ова ќе го ставам под самото видео, доколку некој од вас изрази желба да стане валидатор на тон мрежата, со тоа што овдека е детално објаснено како функционира сето тоа, нели, во однос на валидирање, значи како функционира блокчейнот, блокови, брзина и слично. Сега ние ќе се посветиме малку повеќе само на делот со стейкинг, затоа што верувам дека многу повеќе ви интересира тоа. Значи, оние 0,6%, 0,5, 0,6% кои што се практично зголемување или инфлација на бројот на коини на годишно ниво, е уствари наградата која што ја добиваат валидаторите за нивното одржување на мрежата. Односно, во просек, со досегашните статистики до април 2023 година, значи секој валидатор кој што има свој валидатор со 400.000 тон коини, добива околу 120 тон коини на ден. Значи тоа е колку добива доколку поседува валидатор. Додека нешто помалку, нормално, значи доста помалку ги добивате, доколку сте практично само стейкинг доколку правите на оваа мрежа, нормално. Сега само да напоменем исто така дека доколку поседувате валидатор, има и слешинг механизам, со тоа што ако практично самиот блокчейн види дека вие не сте активен долго време како валидатор, ќе добиете слеш од 101 тон секогаш кога ќе види дека не сте активен. Значи, и нормално сето тоа продолжува понатаму од основните награди кои што ги поседувате, така да имаат слешинг механизам кој што им помага да ја одржуваат мрежата активна, односно валидаторите да бидат активни. Сега, ова е кои ви се основните потреби за да поседувате валидатор, зборуваме за јачење на компјутер, и нормално практично овдека вие, нели, како што кажавме како да започнете, линкот ќе ви го поставиме на самото видео, под самото видео. Сега дополнително сакаме само да покажеме уште некои интересни податоци од овој дел, само да ги најдам. Сега ова е практично некои основни метрикс кои што може да ги погледнеме за самиот тонкоин, каде што можеме да видиме генерално што се случува со самиот тонкоин. Сега, прво што сакам да ви покажам овдека, со оглед на фактот дека разговараме за валидатори, е дека моментално имаме 332 валидатори кои што го делат на годишно ниво практично онаа количина 0,6% нови токени. Гледаме дека распространет е низ 23 земји во однос на валидаторите и гледаме дека вкупната количина е 472.000, како што кажавме, коини, значи ова е on-chain директно, постојано можеме да го погледнеме во било кое време. Сега овдека имаме некои основни информации кои што нешто посебно не ни значат, значи колку NFT си има изминтано, колку жетон wallet, за тоа ќе поразговараме малку подоцна, тоа е уствари самиот мост кој што го имаат кон Ethereum, BNB и останатите. DNS, тоа се уствари оние name service практично провайдер кои што се продадени до сега. И сега дочекаат, има доста некои основни работи кои што можеме постојано да ги следиме, а тоа е tonstat.com мрежата, страната, со тоа што дека дури можеме да видиме и колку се изгорени. Како што се сеќавате, ви кажете дека до пред само еден месец ваков механизам не постоеше, само што е имплементиран и сега започнуваат со burn. Со тоа што гледаме дека на 7 дена отприлика околу 3300 токени на тон се изгорени. Ќе поразговараме малку повеќе околу тоа кога ќе дојдеме до самиот roadmap на Toncoin. Уште една интересна информација која што сакам да ја покажам пред да продолжиме понатаму е во однос на DAO. Значи ова е страната на самиот Toncoin. Значи основната страна би била практично townwhales.com. Значи ова е основната страна на TonDAO. Не, вака е точно. Ова е практично линкот кој што треба да го укуцате практично да дојдете на основната страна на TonDAO. Со тоа што овдека во стейкинг можеме да видиме колку е annual, значи на годишно ниво, стейк доколку вложиме практично, да речем, одредена количина на тон за стейкинг. Значи овдека ќе ги видиме статистиките,
на стейкинг, само момент. Значи, дури може да погледнете колку моментално има во половите, значи тоа е во однос на home, може да погледнете колку моментално има average stake, колку моментално стейкаат, значи тоа се 10.000 луѓе кои што стейкаат, и на statistics може да погледнеме колку е во секој циклус, затоа што тоа постојано се се зголемува или се намалува во однос на колку луѓе стейкаат. Значи гледаме, ова се практично епохи, така, епохи на блок кој што е запишан на тој коинот, и ова е во однос на тој блок колку е моментално годишното APY, односно staking reward, некаде околу 5,5 до 5,7%. Така да, ова е отприлика годишното очекувано APY, односно процент кој што го очекуваме за директен стейк на Toncoin на самиот блокчейн. Значи, нели, во помош на сигурноста на самиот блокчейн. Сега, докато го погледнеме овдека на овој екосистемот, можеме да видиме они имаат и своји wallet. Ја верувам дека ќе ви биде потребно да користите некој од овие wallet, за да може практично да стейкате. Со тоа што најчесто пак би ви препорачал, многу од овие wallet прифаќаат cold wallet. Пример, го инсталирате TonHub, сега пример, ја не сум проверил, не знам дали не е со сигурност дали овој TonHub би ви нудил такво нешто, но може да инсталирате некој од овие wallet и при тоа да атачирате MetaMask или да атачирате Ledger или да атачирате некој друг тип на wallet кој што го поседувате, не знам, Trezor, и при тоа вашите коини никогаш да не бидат надвор од вашиот wallet, а при тоа повторно да ви бидат заклучени и да имате стейк доколку го користите некој од овие wallet. Така да имате го тоа предвид, така е најлесно и најсигурно да направите стейк. Значи, до сега оприлика објаснивме доста за самиот коин. Сега постепено ќе навлеземе во една од работите кои што мене не ми се допаѓа. Значи, ова е, знаете како, Toncoin, следејќи го примерот на Telegram како децентрализирана платформа, се обидува практично да направи тим кој што не може да биде, така речено, уловен одеднаш. Односно, ако вие влезете моментално во фондацијата на Ethereum и ги уапсите таму членовите сите што се моментално, вие ќе го парализирате Ethereum лесно. Но за разлика од тоа, моментално не е таквата ситуација со Toncoin, што нуди од една страна приватност и да некој начин сигурност, затоа што вие не можете да ги најдете девелоперите на Toncoin, може да ги најдете само основните. Значи, тоа е оригиналниот тим каде што можеме да видиме на оваа страна дека нели ова се практично луѓето кои што го изградиле Toncoin. Така, со тоа што дури немаат ни своји презимени овде како што можеме да видиме, додека моментално немаат активно, значи ова е нивната основна страна, ако отидеме моментално на валидатори, например, се извинувам, не на валидатори, туку девелопери, се извинувам со момент, значи нема нигде за тим, јас сега го проверив, Dev Community, тоа е единственото нешто што го има моментално, каде што може да најдете негов контакт директно со оние кои што работат во позадина на Toncoin, но кога ќе кликнете на Dev Community, ве носи на самата Telegram апликација, каде што ова е практично чатот кој што моментално е за Devs. Значи ова е чатот за Devs, каде што можеме да видиме дека Devs моментално работат и комуницираат со заедницата. Но тоа не е доволно. Зошто? Затоа што ова се луѓе кои што вие не знаете кои се. Ова се само синоними, знаете и сами, ова се некои нивни имиња кои што ги користат на самата Telegram апликација, што значи дека овој дел не ми се допаѓа. Зошто? Затоа што за одреден проект, доколку имаме тим кој што стои позади истиот и кој што стои со одредено име, презиме, значи стои со практично значи кредибилност, едноставно ви дава точно да знаете кои се луѓето и доколку нешто се случи со самиот проект, знаете кого да го гоните. Така, во оваа ситуација не знаете кого да гоните, затоа што го имате основниот тим, кој што верувам дека повеќето од нив не се ни веќе дел можеби од истиот, а од друга страна, значи, ајде еве најдете го вие моментално Џон. Така, значи ова е еден од луѓето кој што моментално го градел во оваа ситуација Тон, најдете го Џон Игор или Дркло, доктор Кло, како и да е, доктор Кло, Петер, Гриша. Како ќе ги најдете кои се овие луѓе? Така, утре ако се случи нешто, како вие ќе најдете кои се овие луѓе кои што го развивале овој софтвер? Така да, поради оваа причина, тоа е една од работите кои што не ми се допаѓа, затоа што ова ви нуди децентрализација, затоа што вие имате девелопери и луѓе кои се задолжени за овој проект на секаде низ светот, што не може дури ни да ги лоцирате, а самиот Telegram не ви дозволува да ги следите, затоа што е нели енкриптиран, а од друга страна, ако нешто они направат на проектот, не ви дава никаква заштита. Така да ова е една голема, да речем, негативна страна која што морам да признаам не ми се допаѓа, но повторно, па од друга страна, гледајќи со каков тип на влади моментално се расправаме,
можеби и не е лоша идеја овие девелопери да бидат скриени. Посебно со оглед на фактот дека дозволуваат толку голема слобода на изразување на Telegram, можеби и има позитивни и негативни страни на оваа, да речам, на оваа точка. Сега, дополнително овдека можеме да го најдеме, значи, ton.org/n/roadmap, целиот roadmap кој што досега моментално го поминал Тон, со тоа што моментално најбитните работи кои што ќе ги спомнеме е дека најголемите, така речено, нови, да речем, апликации на самиот Toncoin се не толку стари. Че гледаме дека DNS серверот и Ton Payments е од втората четвртина од 2022 година. Proxy и Ton Site се од третата четвртина. Storage од четвртата, значи истите не се ни цела една година стари, така речено, апликации на Ton. Значи самиот Ton е, така речено, нов блокчейн, затоа што 2021 официјално стапува на сцената. Сега битната работа која што сакам да спомнам е дека конечно имаме бридж, односно она што се обидува основната цел да ја исполни, конечно почнува да ја исполнува, со тоа што ако погледнеме овдека можеме да видиме дека Toncoin успева да направи мост помеѓу Ton блокчейнот, Ethereum, BNB и BTC. Со тоа што сите ERC20 токени и како беа BRC, ако не кажем на BNB 20 токени, може во било кое време да бидат преместени од едната на другата страна. Со тоа што на оваа иста практично страна, доколку значи само да ви го најдем тој дел, значи ево, Token Bridge, ако кликнете ќе ви даде практично самиот мост. Значи како може да го направите од Open Network на BNB, Ethereum или The Open Network самата по себе, не знам овдека зашто не е ставен Bitcoin, значи овдека практично можете да пренесувате од една на друга мрежа, со тоа што за сега, значи можеме да видиме дека пример на Ethereum мрежата се ограничени на само овие токени, значи се работи на останатите, сега за сега USDT, USDC, DAI и Wrap BTC може да бидат трансферирани, но како што кажавме, идејата е да се направи можност за трансфер на било каков тип на ERC20 токени, што е крајната цел која што моментално ја развиваат, и на Binance Smart Chain, например, да погледнеме, само моментално, не знам зашто не ми дозволи, на Open Network, за жал овдека BIP не ми ги дава токените кои што може, ќе треба тоа да го истражиме малку повеќе, да видиме кои токени можат да бидат трансферирани. Значи ова е практично директниот мост каде што може да направите wrap токени од една на друга мрежа, од Ethereum или Binance на Open Network и обратно, со тоа што треба да конектирате wallet и следете ги инструкциите кои што ќе ви бидат дадени. Значи тоа е една од основните работи кои што рековме дека се обидува Toncoin да ги направи, а тоа е практично мост помеѓу сите овие блокчейни, каде што нормално првата и најбитна работа е трансфер на капитал. А трансфер на капитал е она што сега ви го покажав, тоа е мостот за трансфер на коини и токени од една на друга мрежа. Сега, гледаме дека има, значи, доста активен roadmap, со оглед на фактот дека ова моментално го развиваат. Значи, DAO е Liquidity Staking Contract, значи DAO е буквално она што ви го покажавме овде. Значи, ова е DAO-то каде што моментално се работи на практично меѓусебно договарање за тоа како, да речем, ќе се развива понатаму блокчейнот, тоа е поентата на DAO. Потоа имаме Deflation механизам. Deflation механизмот е уствари моментално донесен само пред еден месец, значи на 17 јуни, со тоа што одлуката на DAO е дека 50% од сите физ кои што моментално ги има на Ton мрежата ќе бидат горени. Затоа и овде, како се сеќавате, ви го покажав овој дел, каде што можеме во живо да видиме колку Ton токени се изгорени до сега и колку ќе бидат изгорени во иднина. Сега, не заборавајте дека ова е мала бројка, затоа што пред само еден месец е започнато ваквото горење, значи гледаме дека за оприлика еден месец изгорени околу 16.000 Ton токени, или тоа би било грубо кажано негде околу 16,5 тоа е 8, значи 24.000 долари, што не е голема количина нормално, но станува збор за само еден месец. Понатаму како повеќе ќе се користи мрежата, така и поголем дел од овие токени ќе бидат изгорени нормално. Сега, гледаме дека има доста интересни, постојано да ќе гледаме надградби и тоа дури има некои најави за доста интересни работи кои што понатаму ќе бидат воведени. Slashing optimization, значи ќе има некоја, да речам, интересна. Сега овде како отидете ќе ви кажат точно ствари што се обидуваат да направат и како тоа ќе биде направено, нели, во однос на надградбата. Жетон Bridge е она што моментално го покажавме односно трансферирањето на капитал од едно
од една на друга мрежа. Тоа е уствари оваа апликација која што ја покажеме овдека, каде што практично се прават wrap токени и се имплементираат на другата мрежа доколку ви се потребни. Сега, следна интересна работа која што ја најавме е Ton Society. Тоа е практично соодветна мрежа каде што се даваат грантови. Значи ова се практично посебни грантови кои што се даваат на проекти кои што аплицираат на Ton. Практично они имаат собствен очигледно обем на средства кои што го нудат за соодветни апликации кои што се крадат на самиот Ton нетворк. Така да на ова ton.org/grants може да погледнете каков тип на грантови може да ви бидат, значи Submit Project, како да го направите сето тоа, може да погледнете овдека нормално, имаат собствени гледате. Ton Starter и Ecosystem Funds, кои што се така речено ланч платформи како што има самиот BNB за нови проекти на Ton екосистемот. Не заборавајте, ова е доста млад екосистем, значи има уште многу за да расте, каде што значи на оваа страна може да најдете, гледате, дури има и за преработување доколку сте девелопер, значи има доста интересни работи кои што може да ги најдете овдека, само погледнете, значи разлистајте нормално. Еве гледаме, значи фондовите, гледате, 250 милиони фонд за Ton екосистемот, 90 милиони фонд за Ton екосистемот, кои што се практично давани од нивните апликации назад на самата заедница. И гледаме дека имаат доста интересни партнери, како што се Huobi, како што е KuCoin, значи ова се некои што ги знаеме, Vistalab, Cypher, значи овие искрено не ги знам, Orbs и Max Global, и Alpha Nance, ба како и да е, значи имаат некои интересни имиња кои што се позади нив. Сега гледаме дека самиот екосистем поседува апликации доста интересни, значи еве fundraising, оние што сега ги видовме, TAV и Toncoin Fund, погледаме дека имаат NFT платформи и маркетплейси, значи гледате имате посебни Telegram ботови, не знам зашто ова е потребно, како и да е, communities, токени, DeFi имаат, значи сами по себе децентрализирани менувачици и слично. Инфраструктура, ова се оние апликации кои што рековме дека ги поседуваат самите за себе во однос на она што може да го правите на Ton блокчейнот, Exploreri и Staking. Ова се е интересна работа. Ton Stake, Whales Pool и Ton Validator се уствари апликации каде што може да стейкате. Ево, очигледно ги запишале. Јас не ги видов самите по себе. И ова се некои дополнителни токени кои што ги поседувате на Ton мрежата. Сега, тоа е во однос на досегашните табови кои што ги поминавме. Исто така ми напомена дека има доста евенти. Значи, самите како комјунити се доста активни. Уште еднаш да не заборавиме дека Toncoin е директно поседуван или на некој начин е менаџиран од самиот Telegram, а Telegram има повеќе од 500 милиона корисници на сопствената платформа. Што значи дека Telegram и Toncoin никогаш нема да страдаат за нови клиенти. Односно, јас сум уверен дека Telegram ќе го промовира самиот Toncoin на сопствената мрежа, иако сум јас корисен на Telegram, сега тоа не сум го видел, но верувам дека развивањето на блокчейнот ќе биде директно поврзано со самиот комјунити на Telegram. Значи тоа е една од позитивните работи, за разлика од другите проекти кои што мора да бараат клиенти, Toncoin не мора да ги бара. Значи доволно е Telegram да одлучи Toncoin да го стави како реклама на самата апликација или пак ако сакаат да додадат DeFi сектор на Telegram апликацијата, само ќе додадат Toncoin како валута во која што може помеѓу себе да тргуваат или праќаат капитал луѓето кои што поседуваат Telegram. Така да тоа е нешто што е многу возможно, но се уште не е имплементирано, а верувам дека ќе се случи. Сега, овдека можеме да видиме, значи ево, ton.org/n/events, каде што можеме да видиме сегашни и идни и минати практично евенти кои што моментално ги имаме на Ton community заедницата. Значи има доста хакатони, има гледате, значи хакатон од 30 јуни до 31 март, тоа е голема долга да речем долго случување, прайс пул од $300,000. Гледате, има доста интересни работи. Ако сте програмери или ако сте заинтересирани, може да ги погледнете. Има доста интересни работи кои што може да ги видите во овој сегмент. Сега исто така имаат и комјунити. Значи тоа се, како што кажав, директно девелопери или луѓе кои што се заинтересирани за Toncoin мрежата, кои што можат онлайн да комуницираат едни со други. Гледате, имате DevChat, имате различни типови на чатови канали кои што може да ги најдете и ова се заедници кои што моментално постојат во однос на Toncoin. Че имаме Индија, Лисбон, Јужна Кореја, Лисабон, Јужна Кореја, Банкок. Значи ова се така речено комјунити кои што постојано разговараат во однос на Toncoin. И да не забораваме дека самиот DAO дополнително има дел со дискусија со како така речено Discord сервер,
каде што може да разговарате во однос на како понатаму ќе се движи самиот тон блокчейн и нели овдека дополнително се донесуваат одлуки преку гласање на оние кои што имаат свој тон wallet, значи ево, може да си го конектирате овдека и да учествувате во гласањето и одлучувањето за самиот тон блокчейн. Околу вести за самиот проект, за жал, не успеав да најдам ништо посебно, значи тоа е единствената вест која што ја најдов, тоа е самиот мост кој што веќе разговаравме, дека воспоставува мост помеѓу самите Биткоин, Етериум и BNB, со тоа што ова сега што кажеме веќе објаснивме основните коини кои што моментално може да бидат поддржани за транспорт од една на друг блокчейн, но тоа се единствените работи кои што моментално ги најдовме во однос на самиот тон и нема значи други вести, единствено вести најдов за неговата цена. Сега, значи како што кажеме на почетокот да објасниме кои се неговите цели, кажеме дека постојат други проекти како што се Quant, Atom, Avalanche кои што се доста развиени, така да се наоѓа во на некој начин категорија кај што има доста јаки конкуренти. Сега во однос на зрелост на пазарот ќе разговараме кога ќе направиме токеномија и ќе направиме техничка анализа, додека активен roadmap веќе објаснивме, а тоа беше roadmap кој што објаснивме каде се движи и што понатаму, во кој секој што ова ќе разговараме сега во техничката анализа нормално. Вести за проектот како што кажеме, реално не успеав да најдам нешто посебно, освен овој бридж кој што моментално го има направено. Партнерства ви ги објаснивме кои се, тоа се имплементирани на самата страна, веќе ги погледнавме, само да видам каде беа точно. Како што покажеме, ова се основните партнери кои што они сами ги спомнуваат, други партнери не успеавме да најдеме, но секако Huobi и KuCoin се доста големи менувачници реално. Поврзано со кривични судски случаи сега за сега нема. Не беа на пример ставени во она хајка која што беше направена на поголемиот дел од алткоините, така да сега за сега барем нема некој посебен орган или држава која што ги гони, тоа е добро. Сега, тој тип на блокчейн веќе објаснивме, значи тоа е дека имаат свој собствен блокчейн, имаат свој virtual тон, virtual machine, значи интересно е тоа што значи се POS, а пред тоа биле POW, со тоа што немале потреба да практично преминуваат од еден во друг, тоа е доста интересен момент. И уште една работа околу блокчейн која што сакам да ви ја покажам е оваа кратка презентација за тоа како замислуваат да го направат делот со мостовите. Значи имаат свој виден шардинг кој што во оваа ситуација самата апликација ќе ви го самото видео ќе ви го каже, а јас ќе ви го преведам за да имате некоја подобра слика во околу тој дел. Billions of transactions daily. Hence, the structure of the blockchain is different. It is made out of a collection of two blockchains. That is a master blockchain and several working blockchains. Сега, во оваа ситуација, значи, основата што моментално можеме да видиме дека самиот блокчейн тон е изграден од мастер блокчейн и практично ова се така речено шардови негови, working blockchains кои што се задолжени за различни делови од самиот блокчейн. Сега ќе ви кажат. The master blockchains are responsible for replying to the protocol's general information about validators, work chains, and their shards. Ева, значи во оваа ситуација мастер блокчейн ви е како layer 1 солуција, на која што практично на самата layer 1 солуција ги имате основните податоци за запишување на блокови и сите други шардови, оние work блокчейнс кои што ги видовте под него, практично откако ќе завршат со своите трансакции, како една трансакција ја запишува назад на мастер блокчейн. Значи буквално овие како layer 1 и layer 2 солуција вклопени во еден блокчейн. Тоа е доста револуционерно за блокчейн технологија, да морам да признаам. The work chains contain information on events like smart contract transactions and value transfers. This multi-level structure built on the principle of sharding allows the net to avoid accumulating unverified blocks and speeds up tasks. Ете така. Значи гледате која е идејата. Основниот блокчейн, како што веќе објаснивме претходно, представува layer 1 блокчейнот кој што ги запишува крајните блокови, крајните трансакции. Додека layer 2, оние work блокчейните, се практично блокчейни на кои што апликациите и останатите смарт контракти на самиот тон практично работат, а откако сите тие ќе бидат процесирани на шардовите, на work блокчейните, како крајен продукт, како крајна трансакција се запишува на главниот блокчейн, кој што е мастер блокчейн. Така да во оваа ситуација на тој начин они прават да овој блокчейн е доста брз.
Сега во оваа ситуација значи имаме според нив ова е нивна анализа, не можам да кажам дека е потврдена од моја страна, но не успеав да најдам никаде дополнителна анализа за да го споредиме сето ова. Значи Toncoin овдека имаат направено споредба помеѓу нивниот блокчейн, Ethereum и Solana блокчейн, каде што можеме да видиме дека се практично поставени еден до друг во однос на резултатите кои што ги имаат за, да речам, како блокчейни, и можеме да видиме некои основни податоци во споредба со овие два бехемоти од блокчейни, така речено. Значи блок тајм, значи еден блок се прави на секој 5 секунди, Ethereum 12, Solana 1, што е некоја средна вредност помеѓу нели овој екстремно брз и овој екстремно стабилен блокчейн. Time of finality, значи колку секунди се потребни за целосно да биде финализирана трансакцијата, значи тоа е 6 секунди, на Ethereum затоа што како што кажаме доста поголем и доста постар 10 до 15 минути, додека на Solana е 6,4 секунди, што значи дека според нив, значи ова не е потврдено од моја страна, е дури побрз во однос на финалити од страна на Solana. Сега во однос на основни, значи нели зборуваме трансакции, тоа се оние најосновни трансакции кои што ги имаме, значи истите се практично висок перформанс имаат во сите три блокчейни, додека кога станува збор за комплексни трансакции, како што кажеме затоа што самиот Ton веќе има имплементирано шардинг, значи гледаме дека Solana кој што нема наводно комплексирани трансакции би бил многу лош како перформер, со тоа што повторно јас не сум програмер, не би можело да го потврдам. Ethereum е low, додека Toncoin очекуваат да биде доста висок со оглед на фактот дека овој шардинг механизам функционира комплетно. Значи овдека гледате, Solana како што кажавме не поседува шардинг, Ethereum моментално практично ќе имплементира шардинг, па затоа е додадено, додека овдека на второ ниво имаме дури до 60 шардови кои што може да бидат како посебни workchain имплементирани на самиот блокчейн, што е доста импресивно, но повторно јас за жал не можев да најдам никаде соодветни информации ова да го потврдам од независни извори, така да ако некој има повеќе би замолил да го сподели тоа во порака под самото видео. И cross-chart communication, значи ова е тоа што ви ти кажавме дека имаме мостови кои што се веќе имплементирани на BNB, Ethereum и Bitcoin, каде што според Toncoin се вели дека скоро инстантно се прават комуникации за транспорт на капитал од еден на друг блокчейн. Ethereum поседува бриџови, затоа и моментално гледаме дека истиот има така речено бавно време за ваков тип на транспорт, додека Solana не поседува според нив. Сега нормално дека детално се објаснуваат во однос на нели на самите перформанси кои што ги има нели Ton во однос на останатите, но тоа би го оставил сами да истражувате доколку сте заинтересирани. Ова се основните работи кои што можев да ги споделам со вас за самиот блокчейн. Сега ни останува уште на крајот да направиме анализа на техничка анализа за тоа каде се наоѓа и што моментално се случува со самиот Toncoin, затоа што истиот потекнува од 2021-та, гледаме дека од 2022-та април официјално се наоѓа и на тоа што со оглед на фактот дека има само еден bear market, очигледно е ова што моментално гледаме од крајот на 2022 година. Гледаме како bull маркетот успеа да достигне вредност од 2,9 скоро 3 со оглед на фактот дека од 3,28 почнува да паѓа надолу, а дополнително можеме да видиме дека моментално вредноста му е негде околу 1,45. Значи дека до претходниот all-time high може да направи 2x од моменталната позиција. Гледаме дека гледано од целиот овој bear market до нели претходниот врв, можеме да видиме дека истиот успеа да достигне до 78,6%, односно 0,76 Фибоначи секвенцата, со тоа што сега моментално е во така речено акумулационо поле помеѓу 0,678 и 0,786 на Фибоначи. Ова потекнува од месечно ниво, овдека можеме да погледнеме подобро на месечно ниво. Само момент. Значи на месечно ниво имаме една светја која што во целиот овој bull market ни представува во обратна насока, што значи дека таа е истата каде што ќе очекуваме најголем поддршка или отпор во однос на тоа каде се наоѓаме нормално, а гледаме дека во оваа ситуација буквално целото ова акумулационо поле се наоѓа точно во тој предел. Сега во оваа ситуација значи гледаме дека акумулацијата на самиот Toncoin се уште не е завршена и дека за разлика од останатите токени има малку поинаков да речем перформанс. Зошто? Затоа што ако се сеќавате во март и април претходната година, оваа година се извинувам, кога имавме памп, овде ќе имавме така речено блага корекција нагоре, со оглед на фактот дека истиот
многу малку се коригирал од претходниот врв во декември 2022, значи до практично дното на маркетот кој што беше негде во декември, значи тоа би било негде, само да видам каде е таа свеќа, само момент. Значи ова би било практично дното, само 30% се коригирал, верували или не. Што значи дека до овој конечен пат откако добивме нели она заплашување од СЕК и сето тоа, дури тогаш сме добиле солидна корекција од претходниот врв до практично во оваа ситуација, само да видам точно како би изгледало тоа, значи од претходниот врв до капитулацијата 65%, што е доста добро за алткоин затоа што поголемиот дел од алткоините се коригираа повеќе од 95%. Тоа е добро во однос на bear маркет и како овој коин се држал во истиот. Но за разлика од тоа, следниот bull маркет не можеме да го очекуваме се додека не видиме како цената на тонкоин ќе пробие над bull маркет support бендот, како и над оваа тренд линија која што моментално ја гледаме овде. Така да имаме уште доста за да можеме да разговараме дека овој алткоин е официјално во bull маркет, а за да стигне таму му требаат уште некои 30% вредност за конечно да почнеме да разговараме дека следниот влегол во bull маркет. Дополнително да не забораваме дека имаме и оваа тренд линија која што е поддршка во целиот претходен практично bull врвот и ова dead cat bounce движење кое што го имаме овдека, така да верувам дека оваа тренд линија која што е негде околу 1,8 до 1,9, како и ова практично ниво на 2, кое што сигурно ќе биде и психолошка бариера, ќе бидат главните опорни линии на вредноста на тон кој што моментално се наоѓа на 1,45. Во однос на токеномија, како што кажав, значи тоа е првата најголема загрижувачка работа која што ја видов е тоа што дев, односно самиот тим е практично непостоечки. Вие не знаете кои се луѓето кои што стои позади овој проект, што е многу невообичаено за волку високо котирачки проект со оглед на фактот дека се наоѓа на 30-тото место. Второ е тоа што во Total Supply имаме 5 билиона, а во Circulating Supply имаме 1,4. А ова нигде не е објаснето, затоа што на почетокот, ако се сеќавате кога објаснувавме, самиот тим објаснува дека целиот, значи 98,5% од Total Supply е даден после мајнинг на сите оние кои што мајнале во овие 2 години, 2020-2022. Ако е таква ситуацијата, тогаш каде се овие 3,6, 3,5 билиона токени кои што не знаеме каде се, или во оваа ситуација кога ќе ги погледнеме 100, нели оние 100%, 100 најбогати новчаници, можеме да видиме дека имаме два wallet-а кои што се со 32 и 31% од количината на токени, а тоа се негде околу 13 како ќе дојде 13 милион, не, ова е само момент. Ова е од да, значи тоа е интересно направено. Ова е практично од она која што е во циркулација моментално пуштена. Затоа и ваква големина практично имаме со волку мал број на токени. Значи како што можеме да видиме 100 најбогати волети во оваа ситуација се од Circulating Supply, не се од Total Supply, очигледно. Така да ова е малку збунувачки. Значи овде ќе имаме два волета кои што не се флагирани со ништо, а поседуваат огромна количина од токените во циркулација моментално пуштени. Што е доста страшно. Значи ова е на некој начин голем проблем во оваа ситуација. Како и да е, значи тоа е, уште еднаш ќе напоменам, токеномијата им е доста сумлива, не знам зашто е вака направена. Маркет капот е доста мал, станува збор за 2 билиони, што значи дека гледано од маркет кап перспектива, истите може да порастат солидно. Значи, споредбено со маркет каповите кои што моментално ги имаме, еве да споредиме на пример некои од оние кои се во топ 10, значи еве ќе ги оставиме топ 4, значи ќе погледнеме надолу. Значи имаме 37, имаме 10, 10, 10, значи барем 5 до 10x може да направи без никаков проблем гледано од маркет кап, но ова зависи директно од тоа колку ќе биде имплементиран, колку ќе биде користен. А за тоа уште ќе напоменам дека Telegram може многу лесно да се погрижи ова криптовалута да стане доста популарна. Така да јас мислам дека главниот напредок на Toncoin зависи директно од тоа како Telegram ќе сака да го искористи и да го имплементира на собствената платформа, затоа што е топ 5 платформа за чат, топ 10 платформа за социјални мрежи. Така да тоа е многу битен фактор кој што мораме да го земеме во предвид. Но повторно ќе напоменам, збунувачки е фактот што гледаме дека имаме многу големо количество на токени во овие волети кои што не се флагирани. Да беа Binance или да беа нешто, не знам, фондација или нешто да речем на самиот проект, ќе беше многу поинаку во оваа ситуација. Останатите не се страшни, но овие први два се катастрофални кога не знаеме чии се. Ако имате некои повеќе информации,
ќе ве замолам споделете ги со нас. Сега, исто така имаат и нормално Explorer, тоа е tonscan.org, каде што може да ги следите трансакциите на било која од Ton блокчейн или пак апликациите кои што се наоѓаат на Toncoin. Тоа е се што имаме да кажеме за овој проект. Значи, уште еднаш ќе напоменам, во однос на овие нејасни работи, јас не успеав да најдам информации нигде. Генерално за Toncoin нема многу информации, затоа што е нов проект, па така да верувам дека и многу луѓето не направиле соодветно истражување. Ова ќе му биде прв званичен bull market. Сега, пак ќе напоменам, ако има некој да помогне во однос на ваквите истражувања и сака да допринесе со некои дополнителни информации, сега за сега правете го тоа со дополнување со пораки под самото видео на YouTube. И на тој начин ќе може да и останатите гледачи да се запознаат доколку има некои дополнителни информации кои што јас не сум ги земал во предвид или пак сум ги сгрешил, нормално, како и сите останати, јас не го правам ово истражување сам за себе. Ако некои дополнителни информации имате, ќе ве замолам споделете ги со нас. Тоа е се за Toncoin, како и секогаш што ќе напоменеме дека продолжуваме со следната практично следниот блок на коини. А тоа се првенствено Phantom, па потоа Arbitrum и Optimism, тоа е последното гласење кое што го гласавте пред отприлика еден месец. За жал не можеме да работиме многу често на коините, затоа што има многу новости кои што мораме да ги споделиме до вас. Но знаете и сами дека се обидуваме што можеме повеќе коини и токени да поминеме пред следниот bull market, за да имате основни познавања, да имате основни истражувања за ваквите апликации, за ваквите да речам проекти, за да не инвестирате слепо во нив. Така да, како и секогаш, единствена работа која што бараме од вас е доколку ви се допаѓа овој материјал да го споделите со оние кои сакаат да научат нешто повеќе за крипто. Ова е македонски канал, ова е македонски материјал и е направен за македонци. Единствено се подпираме на вас да го препорачате доколку ви се допаѓа и останатите македонци да научат нешто повеќе од самиот канал и од овие видеа кои што ги спремаме за вас. И како и секогаш, лайк, шер, сабскрајб, се добредојдени на самиот канал со цел да му помогнеме на YouTube да го сподели нашето видео што повеќе. Така да ви благодарам уште еднаш, следете и нашите следни гласања за следни токени, дали денеска или во текот на утрешниот ден ќе добиете ново гласање и нормално кажете ни што понатаму сакате да работиме за вас преку ова гласање. Ви благодарам, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемичија.